Малите партии повторно силно притискаат Македонија да биде една изборна единица. Велат дека сегашниот изборен систем има аномалии со сериозни последици за државата и граѓаните, а во интерес на СДСМ и ВМРО-ДПМН. Сега стабилноста е врзана со огромен број на отстапки на владата. Замислите, 50% од местата во владата ги има дуи и алтернатива, кој што не е резултат на определбата на гласачите. Апсолутно не. Нити па тоа во соглас со Охридскиот рамковен договор. 2 дена пред локални избори, од 90-10 сооднос, кој што ние жестоко го критикувавме, значи, владеачката парламентарна позиција и опозицијата користеа 90% од целиот медиумски простор во тие 20 дена кампања и воопшто во претходниот период, а опозицијата имаше 10%. 2 дена пред локалните избори, тој сооднос го менува 97:3. Според Ристовски и Трајанов, потребен е сериозен општествен притисок, бидејќи една изборна единица е реална политичка слика. Ние како општество мора да извршиме сериозен притисок ако сакаме Македонија да почне да излегува живата кал во која не втурна Социјалдемократскиот сојуз и ВМРО-ДПМН. Тој ќе биде реална слика на состојбите на определбите на граѓаните и Демократскиот сојуз како носител на овој проект, со тоа што и голем број на други партии го подржуваат, сакаме со силата на аргументите, со оправданоста на промените Македонија од 6 да биде една изборна единица. Во време на изборна година, потенцираше Ристовски во синокешното гостување на ТВ Стар, двете најголеми партии од државата инкасираат поречиси 2 милиони евра, што нив ги прави корпорацијски моќни, за разлика од една Франција, каде достап до пари и медиумски простор сите имаат подеднакво.